Очигледната драма, која беше режирана, ама не со цел да му се наруши мирниот сон на Чичаковски, туку што поскоро да се реализира лажираното сценарио за продолжението на триумфалната низа, се отчитува во инфлагрантната манипулација со ноторни факти. На денешната пресконференција, Државната изборна комисија ќе ги објави првичните резултати. На крајот најдоа сили да ги објават конечните резултати. Напоменувам, според првичните резултати. Конечните резултати. Првичните резултати. Конечните резултати. Првичните резултати. Конечните резултати. Државната изборна комисија ќе ги објави веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа по завршувањето на целата постапка по приговори. Ова е евидентно предвидена контаминација на процесот, со апсолутно невистинита констатација за тоа што е конечно, а што е првично, е повеќе од доволна причина за прослава, која честувачите, благодарејќи на благородниот дух и добронамерноста на победникот, со задоволство го прифатија неговиот апел за надминување на непомирливите разлики. Нашиот политички опонент СДСМ во желбата да не победи внесе многу гнев, многу омрз. Моментално штабот на СДСМ е ликвидиран. Ево ги пичките одвезли. Многу голем јас се создаде помеѓу македонскиот народ и помеѓу граѓаните на Македонија, а понекогаш и во некои моменти и помеѓу различните етнички заедници. Шиптари! 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 Тоа треба да престане. Се многу близко ќе му биде погребот. Многу брзо ќе му дојде погребот. И јас лично, и новата влада, и ВМРО ДПМН ќе работиме на намалување на тој јас и на едно обединување. Се многу близко ќе му биде погребот. Многу брзо ќе му дојде погребот. Откако на ваков начин и со ваква реторика ја намали браздата, следуваше фазата во која таа треба да се пополни затоа што оние кои внесоа гнев и омраза се обидоа повторно да ги подкопаат институциите со тоа што незамисливо за една демократска држава. Тие поднесоа приговори до Државната изборна комисија. Веднаш беа активирани тотално независни сведоци кои уште на стартот го спорија овој нелегитимен чин. Изборите беа фер, демократски и слободни. Значи, на моето избирачко место конкретно немаше апсолутно никаква забелешка. Целиот изборен процес помина мирно, фер и демократски. Но ниту ова не ги предомисли злите подривачи на државниот поредок, кои не само што не се откажа од злоупотребата на уставните и законските процедури, туку дрско го држаа во заложништво крајно професионалниот и високоморален состав на Државната изборна комисија, пошто сосема разбирливо, без повик, сосема спонтано како и секогаш, пред седиштето на оваа институција, за да го одбранат нејзиниот углед, се појавија чуварите на демократијата, слободата и правдата. Дојдешме идеја за правдата наша си ја земим своји раци, што сме гласали. Ова вечер е вечер на ножевите! Некој таму си игра со државата. Може да ми објасните подетално во кој смисла? Не сум ја до толку писмен да ви објаснувам, јас сум тука за секој случај. Фатете оградата малку да ја затресеме да видим со кого си имаат работа. Откако ја спасија демократијата од политичките насилници, им го вратија мирот и спокојството на граѓаните и со кроткоста ја победија јароста, остана уште на јавна сцена, преку моќните релативизатори на вистината, да им дадат завршен удар на сите кои не им се истомисленици. И ти сега ми кажуваш мене овде, Џабир не знае, овој не знае, ти ВМРО знаеш. Не сум ја ВМРО. Кого браниш ти? Не сум ја ВМРО. Кој те плаќа? Засрамете се! Сите мисии кажаат дека е ова најдемократското гласање во историјата на Македонија. И јас го кажам. Зашто ги вртите работите? И јас го кажам. Ве молам, немој да ме... Ке бидам приморана да ја прекинам емисијата, ве молам. И на крајот, единствената причина за сето ова лудило и признанието за комплетното промашување на очекувањето. Па опозицијата ги смали на 300, па на 150.000, па 100.000, па 50 и на крај испадна нема ништо. И на вистина повеќе нема ништо, освен разликите, кои ако се иземат бројките, тешко дека ќе се надоместат.